Беше тоа на 21. јануари 1909 година, кога во Тетово е роден Тодор Скаловски, македонски композитор, диригент и еден од најистакнатите представници на првата генерација македонски композитори и академик. Умре во Скопје на 1. јули 2004 година. На 21. јануари 1939 година почина Иван Јонко Вапцаров, македонски револуционер и војвода, деец на македонското ослободително движење, татко на Никола и Борис Вапцарови. Во 1896 година станува член на ТМОРО, а од 1901 година е секретар на Револуционерниот комитет во Банско. Во 1903 година учествува во Илинденското востание, а по востанието бил затворен во Солун. Амнестиран е по Младотурската револуција во 1908 година. По убиството на Тодор Александров бил припадник први на ВМРО на Иван Михајлов, а потоа на Александар Протогеров. Беше тоа на 21. јануари 1945 година, кога на Скопскиот аеродром проработи првиот вистински среднобранов предавател на територијата на Народна република Македонија со сила од 200 вати. На 21. јануари 1979 година во Белград умре Трајко Прокопиев, истакнат македонски композитор и диригент. Непосредно по ослободувањето го формира пеачкиот хор на Генерал-штабот на Народно-ослободителната војска на Македонија, а во 1945 година стана прв директор на Средното музичко училиште во Скопје. Тој беше еден од главните организатори на музичкиот живот во Македонија. Меѓу другото, беше главен музички уредник на Радио Скопје, диригент на Симфонискиот оркестар на операта при Македонскиот народен театар, а од 1958 година до 1964 го водеше ансамблот за народни игри и песни на Македонија Танец. Роден е во Куманово на 6 ноември 1909 година. Беше тоа на 21. јануари 1995 година, кога во Скопје умре Душко Костовски, македонски драмски, филмски и телевизиски артист. Од 1963 година е член на театарот Антон Паново Струмица. Во 1970 доаѓа во Македонскиот народен театар во Скопје. За својот глумечки ангажман има добиено повеќе награди, меѓу кои се и наградата на град Скопје 13 ноември во 1985 година, како и републичката награда 11 октомври во 1986. На театарските игри Војнан Чернодрински во Прилеп во 1968 година ја доби истоимената награда за глумечко остварување. Во 1986 година на филмскиот фестивал во Пула ја доби Златната арена за најдобра споредна машка улога во филмот Срикна нова 49 во режија на Столе Попов. На 21. јануари 2021 година почина Бранка Станковска, македонска телевизиска и радиоводителка. Во македонската радиотелевизија го поминала целиот работен век, од 1948 до 1987 година. Незината најава на првиот телевизиски пренос од Црн врв на 5 јуни 1964 година е почеток на програмата на телевизија Скопје, емитувана преку сопствената телевизиска мрежа. Неколку месеци подоцна, Станковска ги читала вестите на првиот телевизиски вестник, што го означи почетокот на емитување на редовната програма на македонската телевизија. Беше една од најпознатите спикерки и водителки на малиот екран.